Во вашата професионална биографија работевте од самиот почеток на изградбата на Скопје по земјотресот, бевте вклучени како експерти од Обединетите нации, од УНЕСКО и со многу фондации во заштита на културните споменици, културно-светско наследство, во кој што работевте и во делот во Турција. Па ево последната информација кој што претходно ни рековте дека кулата во Дијабекир веќе не постои од силниот земјотрес. Како може да се заштитат овие бесценни богатство кое што навистина ни говори за минатото и цивилизацијата? Постоја технологија, развиени технологии, посебно во денешно време, со примена на нови материјали, со минимална интервенција. Суштината е да кажеме да немаме големи интервенции, али да имаме голема заштита. Примена на нови материјали, како што се денешна примена, и тоа е све изводливо, само треба да се направи еден приод. Тоа е докажано, ми направивме во институтот и експериментални испитувања на неколку карактеристични објекти од нашиот дел овде, од цркви, од џамии и од други делови, кај што покажуваме дека со минимална интервенцијата на постојните конструкции, али соодветно, без нарушување на оригиналноста, можеме да ги постигнеме целта и да ја заштитиме во иднината. Тој дел на погодениот регион е карактеристичен со тоа што таму имате преклопување на она што значи историја, односно голема цивилизацијски остарштини. Така да имате од периодот од Турција, од отомански, од византијски, римски и така натаму обвиклува. Таму може да се истакнат, и тоа е познат регион, за него се посветува посебно внимание, но и таму може да се истакнат два центра кои што се од посебна важност. Тоа е Дијербакир, као еден голем центар, тоа е нова, и вториот, кој што е можеби за нас поинтересен као за Македонија, а тоа е Немруд. Односно, као што се нарекува Немруд Даг, тоа значи Немруд планина. Немруд е остарштина, монументи од вториот до првиот век пред наша ера на стари македонци, кои што на враќањето од после капитулацијата, после завршувањето на Александар Македонски, формираат една своја држава Комагене во тој дел и градат споменици од изузетно значење, кои што и денеска се присутни, и она што е интересно, што посредина на тоа имате една историја на таа нација и на тој дел, на таа цивилизација од тој период. Првиот век пред наша ера доаѓа до Римска империја и тој период не станува, така да тамо се само остарштини, иако не само Немруда, не само планината, на планината се на 2550-250 метра надморска висина се направени огромни споменици со боговите на грчки богови и со позадина на табла со историјата на Комагене, почнувајќи да кажува дека они Антиохос краљот вика дека ја доаѓам од Македонија, од селото Гене и затоа се викаат ние сме од Комагене. Тоа не станува и сега се само зидини кои што заслужуваат као културно наследство од посебен чек да бидат заштитени. Веројатно после овој период на заштитата на отклонувањето на штети од земјотрес по људски животи, по она што значи штета, ќе настои и промена на заштитата на културно наследство.